Почитувани ученици, ви посакувам добре дојде на видеочасот со мене наставничката Даниела Гирковска. Денес по предметот математика ќе ја изучиме наставната содржина од земање трицифрени броеви. Цели на денешниот час. Ученикот да одзема трицифрени броеви. Да објасни и покаже како дошол до резултатот. Да изврши проверка на одземањето. Одземањето е спротивна или велиме инверзна операција на собирањето. Секој од броевите во математиката си има свое име според операцијата која ја извршуваме. Во одземањето првиот запишан број се нарекува намаленик, следниот број се нарекува намалител, а пак резултатот од одземените броеви се нарекува разлика. За да може да ја пресметаме разликата на два броја, треба намаленикот да биде поголем од намалителот, како што е прикажано во следниот пример. 934 минус 423, забележуваме дека 423 е помал број. Кога ќе ги одземеме намаленикот и намалителот во нашава зададена задача, добиваме разлика 511. Одземањето може да биде со запишување на броевите во ред или во колона. Одлево е прикажан пример на пресметување во ред хоризонтално, каде што броевите се запишани во ред, а пак оддесно е прикажан пример на пресметување во колона вертикално, каде што задачата е запишана во колона. Одземање на трицифрени броеви во колона вертикално без премин. Одземање без премин е одземање без позајмување. Одземањето започнува оддесно кон лево. Одземаме единици од единици, десетки од десетки, стотки од стотки. Лесно може да ја пресметаме разликата ако правилно ги запишеме броевите од намаленикот и намалителот во колона едни под други според својата месна вредност. Стотки, десетки и единици. Запишуваме 934. Под него го запишуваме 423, внимаваме единиците да бидат запишани под единици, десетките под десетки, а пак стотките под стотки. Поставаме знакот за одзимање, подвлекуваме и ги одзимаме намаленикот и намалителот. Како што кажавме, одзимаме единици од единици, 4 минус 3 е 1, десетки од десетки, 3 минус 2 е 1, стотки од стотки. 9 минус 4 е 5. Добиената разлика е 511. Постапка за одземање на трицифрени броеви во колона вертикално со премин. Доколку ме слушате, нема да имате потешкотија во извршување на вакви зададени задачи, но ве подсетувам, слушајте со внимание. Одземање со премин е одземање со позајмување. Запишуваме 734, под него 457. Го ставаме знакот за одзимање. Внимаваме единици под единици, десетки под десетки, стотки под стотки. Кога се во ова е вака добро, подвлекуваме и започнуваме со одзимањето. Започнуваме од единиците. Бидејќи 4 минус 7 не може да извршиме одземање, затоа позајмуваме. Позајмуваме една десетка од цифрата 3. Штом ќе го извршиме позајмувањето, цифрата 3 станува 2. Над цифрата 3 ставаме точка која не подсетува за извршеното позајмување. Подобро да запишеме, отколку да помниме па да заборавиме. Со извршеното позајмување, цифрата 4 од редот единици сега е 14. Ги одземаме единиците. 14 минус 7
е еднакво на 7. Во редот единици ја запишуваме добиената разлика 7. Следи одземањето на десетките. Бидејќи од цифрата 3 извршивме поземување, сега имаме 2 десетки и 5 десетки. Во овој случај вршиме повторно поземување. Но сега од редот на стотки од цифрата 7, над цифрата 7 ставаме точка, која не потсетува дека сме извршиле поземување. Со извршеното поземување, цифрата 2 од редот на десетки е 12. Ги одземаме ученици десетките. 12 минус 5 е еднакво на 7. Во редот десетки ја запишуваме добиената разлика 7. Следи одзимање на стотките. Цифрата 7 од редот на стотки сега е 6. Бидејќи извршивме поземување кон десетките, следи одземање на зададените стотки. 6 минус 4 е еднакво на 2. Во редот стотки ја запишуваме добиената разлика 2. Откако ги одземавме двата зададени броја 734 минус 457, ја добивме разликата 277. Ученици, откако ќе завршиме со решавање на задачата со одземање, може да направиме проверка на решената задача по пат на собирање. Еве ја задачата која што претходно ја решивме, да се потсетиме. 734 како намаленик минус 457 како намалител, добивме разлика 277. Дали ќе ја направиме проверката во ред хоризонтално или во колона вертикално, на кој начин ќе се одлучите, оставам на вас, ученици, како ви е полесно. Доколку добиениот збир ни е зададениот намаленик, тогаш операцијата е точно извршена. Доколку ученици се одлучите за проверка во ред, односно хоризонтално, ќе ги соберете разликата со намалителот или пак може да ги соберете намалителот со разликата. А пак, доколку се одлучите за проверка во колона, вертикално, тогаш ученици на истиот начин, само различно подредување на зададените броеви. Во нашиот пример добивме 734. Заклучуваме дека задачата ни е точно решена. За да ги утврдиме денешните објаснувања на часот по математика за одземање на трицифрени броеви, во вашите тетрадки решете ги следниве текстуални задачи. Најпрвен ќе ги прочитам, слушајте ме внимателно, а потоа ќе ги решите. Андреј има 956 денари. Од нив 545 денари потрошил за купување на друштвена игра. Колку пари му останале на Андреј откако ја купил друштвената игра? Решете ја постапно задачата, дадете одговор на поставеното прашање. Следи следна задача. Клара за својот роден ден подготвила 311 мафини. Од нив 155 мафини ги поделила на своите другарчиња од незиното училиште, а останатите мафини ги оставила во незиниот дом за прославата на роденденската забава со незините родители. Колку мафини, драги ученици, и останале на Клара? Повторно, решете ја задачата постапно и одговорете на прашањето кое што е зададено во оваа задача. Ученици, по успешно завршување на часот, заслужено може да се засладите со едно овошно колаче. И не заборавајте, се што ќе научите станува ваше богатство.
Учењето нови работи е безвременско задоволство и безценето богатство. Ми беше чест и задоволство. До видување, до следно видување.